rodila, kako cvetko si ti rasvetova, koja ni zvezda ni život te vodila, najniža da si na svetom, koja ti reka li se velika, i sjaj oči koji ti zablesna, zaleto rume plavusta ti celi, palubosta koji ti jađare, pesna si ti Makedonko, ti kao droden kraj, slave ti si negde poletom, pesna što se vika prole, pesna si ti Makedonko, ti kao droden kraj, mojo život ti si čudesen, najskapi se što go ljubav. Значи, тој можел да лета, можел да фрла карпи, имал сабја со која што отварал котлини и имал светлосна стрела со која што разнесувал се пред него. Како ќе ви опишам вака, ова ви делува сето чудно и ви делува дека можеби се работи за некој холивудски филм, за некој суперхерој кој што ние сме навикнати да го гледаме. Меѓутоа, се работи за нашиот Марко, односно за, можеби, првиот суперхерој на овие простори. И јас се наоѓам тука под местото каде што он живеел, или кулите кои што се наречени по него, или Марковите кули. И сега Марко има историски Марко и има суперхерој Марко. А на некој начин историјата пробала да го зацкрие тој суперхерој Марко и создала некој владетел кој што наводно живеел од 1335 година до 1395 година. И тој владетел загинал во битката кај Ровина. И често тој суперхерој Марко го споредуваат со тој владетел Марко, меѓутоа тоа не е точно, тоа е само обид на историјата да зацкрие една огромна легенда, еден огромен мит кој што постоел на овие простори. Значи, суперхеројот Марко или крале Марко е опишан многу пред 1300 година и многу после 1395 година, што значи дека тој или живеел многу долго, или историјата само на некој одреден лик му го дала името на тој суперхерој Марко. Суперхеројот Марко е опишан во култната Веде Словена. Тоа е книга издадена во 19 век од Јерковиќ, кој што ги издал книга со устни кажувања од овој дел на Македонија. Тие негови песни кои што Јерковиќ ги издал во 19 век му ги дал Голганов, тоа е наставник од Крушевското село, кој што 12 години ги собирал тие песни и се работи за предисториско и предхристијанско време на македонците. Тоа се книги во кои се пее за крали Марко, има песна и за Александар Македонски и за Филип. Таа култна Веде Словена е, како што знаете, потисната, сигурно многу луѓе не знаете за неа, меѓутоа може да најдете и да ја прочитате. Таа е напишана на така наречен шопски разговорен јазик, но меѓутоа може да разберете ако ги читате полека песните. Секако не е лошо и да се преведе таа книга. Таа книга е многу испорувана од мејнстрим науката, меѓутоа французите во 19 век праќаат свој научници низ Македонија да проверат дали тие песни се измислени од Голганов или пак се собрани од населението, и тие откриваат дека населението ги кажува тие песни или устно ги пренесува, што значи дека се многу стари песни. Во една од тие песни крале Марко е опишан како суперхерој или како јунак со огромна моќ кој што има светлосна стрела со која што уништува се пред него. Па така во песната која што пее за Марко, одреден крал
бара помош од него, да дојде Марко кај него, да му помогне да се спаси од зверот или да ослободи кралицата и принцезата, на тој начин што тој крал кој што го повикува Марко за помош ќе може да земе кралицата за жена, а онда да земе принцезата, па така Марко полетува со својот конј или со својот објект што летал, стасува таму и со помош на таа светлосна или огнена стрела го убива тој звер, ја ослободува земјата. И тоа е само едно од низата кажувања за Марко, кои што укажуваат на неговата надприродна моќ, а можеби и користење на вонземска технологија, затоа што светлосна стрела мене ме асоцира на некој проектил или нешто слично, значи на некое оружје, а самото летање ме карактеризира на тоа што гледаме ние денеска на различни летала и слично. За неговата сила и за неговата долговечност, не знам, тоа се сигурно некои од карактеристиките на јунаци. Според некои кажувања, Марко ја добил силата затоа што бил доен 3 пати од самовила, на која што и помогнал да ги спаси децата во некоја шума додека се шетал. Меѓутоа, дека тој живеел по 1395 година, кажуваат и бројни песни кои што се опеани за Марко. Една од нив е Марко пие на Рамазан вино, каде што тој се противи на одлуката на султанот да се забранува носење на оружје, пеење песни, пиење вино за време на Рамазан. Па така тој, противики се на таа одлука, добива покана да оди кај султанот директно, да го посети на неговиот двор и да го решат тој проблем. Меѓутоа, интересното е што султанот е Сулејман, кој што живеел стотици години после Марко, што е уште еден доказ дека и тој живеел и после таа наводно 1395 година. Па да одиме малку да истражиме нагоре. А ова е местото каде што Марко живеел. Значи, неверојатно место, полно со карпи. Една од карактеристиките на Марко била тоа што тој можел да преместува или да фрла огромни карпи, па така ова место е цело и шарано со карпи. И како што видовме, Марко се спомнува уште од предисторискиот или предхристијанскиот период, па се до 15-тиот век. Тој е опишан во книгата Веде Словена. Тоа е првиот опис за Марко, а тоа е книга која што пишува за предхристијанскиот и предисторискиот период, значи некаде пред нашата ера, па се до 15 век, кога тој бил на дворот на Сулејман Величествениот, некаде во 15 век. После тоа исчезнуваат сите пишувања и сите кажувања за Марко, иако има некои спорадични кажувања дека тој се крие по пештерите, односно дека живее во тој подземен свет и дека од време на време испаѓа на површината за да види до кај е светот. Меѓутоа, тие кажувања се многу ретки и би можеле да заклучиме дека последни кажувања за него се некаде околу 15 век, а заедно со кажувањата за самовилите, наречниците, полубоговите и други суштества кои што на некој начин исчезнуваат после 15 век. Меѓутоа, појавата и отпечатокот на некои луѓе е толку голем, како што е тој на Марко, што долго после него се раскажувале многу приказни, многу легенди, многу митови, а сите тие легенди, митови морале да црпат од некаде инспирација и морале да имаат некој допир со тоа што се случувало во некој одреден период. За Марко има безброј приказни, некои од нив се запишани, некои усно се кажуваат до пред некое време, меѓутоа не се пренесува понатаму и исчезнаа, затоа што
во минатото имало луѓе кои што биле задолжени за усно пренесување на приказните и затоа што тие имале многу развиен ум, тие можеле да паметат и илјадници приказни кои што подоцна ги пренесувале, додека со доаѓањето на така нареченото модерно време, кај што се намалила способноста за паметење, па сме морале да запишуваме, тие луѓе полека си заминале во заборав, а со нив и многу бројните приказни. А најинтересна приказна за Марко е таа од Веде Словена, што ја кажав, каде што тој оди да губива зверот или ламјата со помош на светлосна стрела. За таа светлосна стрела тој бил познат во тоа време и сите му се плашеле поради таа светлосна стрела. Една од последните приказни за Марко е неговиот двобој со Бог, каде што Бог му одзима силата на Марко, меѓутоа го дарува со и троштина и Марко понатаму продолжува да се бори со своите непријатели и да преживува со помош на таа своја и троштина. Тоа е последната приказна за Марко, а ова е неговото неверојатно место каде што живеел, кое што го гледате, кое што е неистражено, непопуларизирано и заслужува многу поубава промоција и заслужува да биде истражено и прикажено и на целиот свет. И така, толку од мене, тука го завршувам ова видео. Ви благодарам уште еднаш. Ние се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро и се гледаме. Najskapiste što go